Македонски медиа сервис mms.mk. Како е можно, вие сте советник во втор мандат, да не бидете информирани, односно да не знаете дека има издадена дозвола за мини хидроцентрала? Точно така, јас веќе 7 години сум член на Советот на општина Кочани, председател на Комисијата за комунални работи, просторно планирање и заштита на животната средина. Меѓутоа, ниту јас, ниту моите колеги немавме поим што се случува во нашата непосредна близина. Тоа го дознавме случајно по дојава на некои наши сограѓани кои што виделе сомнителни активности во тој предел, па така да се заинтересиравме и на мое барање на една од редовните седници во август поставивме итна точка за информација да добиеме што навистина се случува на Мала река. После кратка пауза не беа обезбедени сите материјали и фактички советниците, членовите на Советот на општина Кочани дознаа за оваа активност во август месец 2020 година, а активностите се започнали најмалку 3 години пред тоа. Не сме можели да знаеме, бидејќи некој тоа не го сакал. Така, вие како совет, што можете да направите? Што направите? Ние како прво имавме точка на дневен ред, укажавме на сите опасности, ги разгледавме сите документи, направивме потоа прес да информираме кочанската јавност, упативме итно барање до Министерството да дојдат да се направи јавна дебата, доаѓаше заменик министер за животна средина, представници на инспекторатот и го запознавме, граѓанството на општина Кочани sa каков проблем се работи. Нашите ингеренции не се многу големи во однос на оваа проблематика. Единствено што може да упатуваме постојано барања да се реши проблемот по институционален пат. Тоа ние и го правиме заедно со градоначалникот. Постојано бараме ревизија на сите дозволи што ги има обезбедено концесионерот. Што разбравте за фирмата? Кои се, што се, дали знаете кои се собственици? Па ние за фирмата знаеме од оно што службено ни е соопштено од архивските броеви, од печатите и од представниците што доаѓаа неколку пати на таа јавна расправа. Меѓутоа, знаете како е во бизнисот, можно е да не се директно газдите тие што беа присутни тогаш, бидејќи има многу консалтинг фирми, мајки, фирми ќерки, така да ние официјално го знаеме оно што и вие го знаете, ова не е нов проблем, дека тоа е компанијата ДИС од Скопје. Како човек кој што е љубител на природата, планинар многу долгогодишен, од што стравувате дека оваа мини хидроцентрала може да донесе? Токму така, јас околу 40 години се бавам со планинарење, овој предел од Осоговските планини речи си да ми се како во дворот. Знаејќи историјатот на Осоговието, на езерото Градче, имаме за што да стравуваме. Ако отидете на само лице место, ќе видите дека станува збор за клисорез дел, доста стрмен. Со самото сечење на шумата ќе дојде до свлечишта на земјиштето, ќе имаме многу големи наноси од песок, од еродиран материјал, кој што ќе се таложи во езерото Градче. Имајќи во предвид дека и сега состојбата со северниот дел на езерото е загрижувачка, бидејќи длабочината му е само 2-3 метри, веќе тоа е исполнето за овие 50 на години. Јас ви гарантирам дека за 15 до 20 години половината од езерото ќе го нема. Прво тоа ќе влие на животот на езерото. Рибниот фонд исто така ќе се намали или ќе го снема и не е толку битна количината на риба што ќе ја снема, туку ендемичните видови на животински свет. На одредени ракчиња има тамо табла со ендемични видови, сте можеле да видите, има вилински кончиња, ракчиња, риби, змии. Тоа сето ќе го снема, бидејќи ќе станува збор тука за микроклимата ќе се смени, ќе дојде до пореметување на квалитетот на водата и тоа директно ќе влие. Одредени видови на растенија и животни ќе ги снема. Браната Градче, барем половината ќе биде мочуриште, таму збогум на туризмот, збогум на рекреација, спорт, на риболов и тоа директно ќе го почувствуваат граѓаните на општина Кочани. Од оно што го видовме на терен и нема кој знае колку вода во Мала река.
Па од тука колку може да работи една хидроцентрала со оваа количина на вода? Па тоа е уште еден податок што става сомнеше кај граѓаните од Кочани. Ние знаеме дека таа река не случајно го добила името Мала река. Значи многу мала количина на вода тече низ оваа река. Освен тоа, еве изведувачот е должен после изградбата на хидроцентрала да пушта биолошки минимум во коритото на реката, кој што замислите би изнесувал 11 литри во секунда или 0,0113 метри кубни. Значи 11 литри во секунда фактички водата ќе понира веднаш, не може ни камењата да се измијат. Значи на нас тоа не ни објаснило. Значи како ќе работи таа хидроцентрала кога летните месеци тамо, да не речем, и пресушува, имаме како суводолица веќе. И не ја гледам оправданоста сега. Математиката не ја знам точно, ама вака како лаици ние што гледаме екологистите и луѓето, таму не е. Верувате ли дека граѓанскиот отпор и вие како совет, како општина, можете да направите нешто да смените? Ние се уште се надеваме дека проблемот може да се реши институционално, секако ако се најде на слух од извршната власт, бидејќи од централно ниво доаѓаат и поголем дел и од дозволите, веруваме дека ќе се реши, бидејќи како советник знам дека освен ние и градоначалникот повеќе пати има укажувано дека треба да се преиспита оваа одлука, овој проект. Очекуваме дека ќе ни излезат во пресрет, ова не е нов проблем, веќе неколку пати во Македонија гледаме слични, значи на сите планински реки ги гледаме резултатите, меѓутоа граѓаните на Кочани веќе можам да ви кажам се на повисоко ниво со еколошката свест, нема да чекаат некој друг да им го решава проблемот, туку еве веќе се организираат, има повеќе нови еколошки друштва, има иницијатива која што ги сплотува сите тие, веќе има над 30 невладени организации кои што се бават со оваа проблематика и тие се спремни по секоја цена да одат до крај, односно да го заштитат. Ова е омилено место на сите кочанчани. И веќе во последните неколку години, знаете, од минатата година тој простор е прогласен за заштитено подрачје. Значи неговата вредност е уште поголема. Доваѓаат луѓе од другите градови на Македонија да ги видат тие живописни предели. И ние кочанчани сме спремни по секоја цена да го одбраниме овој простор, одејќи нели ако треба и радикално со блокади и протести и слично. Македонски медиа сервис. mms.mk